На сите, најпрви сакам да ги поздравам организаторите на овој настан, учесниците и сите вас кои што учествувавте првенствено во овој проект и стекнавте одреден бенефит од исти. Чест ми и задоволство да во име на граѓаните на општина Куманово, во име на Советот, во име на општината ве поздравам и посакам што поголем број на вакви манифестации да се одржуваат во градот, но првенствено да имаме и конкретен епилог од сите манифестации и сите проекти кои што ги спроведуваме во нашата општина и во нашата држава. Воедно сакам да се заблагодарам и на сите правни субјекти кои што земаат свое учество на денесниот сајм. Зошто сме денеска тука? Тука сме да покажеме на заедницата дека првенствено сакаме да дадеме еднакви можности на сите во нашата општина и еднакви можности на сите наши граѓани на пазарот на труд. Голема благодарност до Хавитат што несебично го подржа овој проект и овозможи да одреден број на наши сограѓани бидат едуцирани во делот на она што значи подготовка пред да се влезе на пазарот на трудот, конкретно со овој проект во делот на активности на завршни работи во градежништвото или завршни занаетчиски работи во градежништвото и една огромна благодарност во нивно име и во име на граѓаните на нашата општина за сите вас кои што дадовте допринос да се едуцираат овие наши сограѓани. Од тука на натаму преземаме уште поголема обврска да се даде поголем простор на делување на пазарот на трудот со тоа што би разговарале на овој сајм со сите вас кои што сте подготвени да дадат можности за вработување на наши сограѓани кои што припаѓаат на сите етнички заедници, а исто така и на ромската етничка заедница. Знаете дека Куманово е Република Македонија во мало. Имаме покрај македонци, албанци, роми, турци, власи, бошњаци и сите останати етнички заедници кои што се застапени на територија на наша Република Македонија. На овој начин, со вакво делување, сакаме да ги надминеме стереотипите од минатото во делот на давање несебична подршка за сите наши сограѓани да аплицираат еднакво на пазарот на трудот со нивните веќе стекнати знаења за да можат да заработуваат еднакво како и сите наши сограѓани. Општина Куманово има сериозни проблеми со невработеност. Официјално податоците се базираат некаде бројките од 15 до 16.000 невработени граѓани. За жал, реалноста е поинака. Ние во општина Куманово имаме над 25.000 сограѓани по неофицијалните мерења и истражувања на невработени граѓани, што е многу сериозна и висока стапка на невработеност и влегуваме во екстремно црвената зона на невработеност во Република Македонија. За среќа и добра желба на нашите сограѓани кои што се на привремена работа во странство, од друга страна, општина Куманово е една од највисоко рангираните општини во делот на она што значи кеш флу или кеш пара која што влегува директно како финансиски инпут во држава. Се надеваме во иднина дека ќе изнајдеме заеднички партнери кои што заедно со банкарскиот систем ќе подпомогнеме тие девизни средства кои што влегуваат како директен финансиски инпут во општината, а се собственост на нашите сограѓани, да бидат искористени за отварање на нови капацитети во стопанството, каде што истите пари би се свртиле и би се отвориле нови работни места. Исто така имаме намера како општина да го стимулираме не само странскиот капитал, туку првенствено и домашниот капитал и ситниот и микробизнисот во општината и да дадеме можности да истиот се развива на еднакво ниво како и странските капитални инвестиции. Би сакал оваа прилика да ја искористам и да ви информирам дека откако сме дојдени како нова администрација во општината, веќе имаме 3 отворени преговори со потенцијални странски инвеститори
за отварање на нови погони и отварање на нови работни места. До 2019 година очекуваме дека во општина Куманово со странските инвеститори со кои што ќе разговараме, преговараме, а со некои сме и во посериозни преговори, ќе успееме да генерираме некаде од 1000 до 1500 нови работни места. Тоа е единствениот начин да го намалиме овој процент на бројка на невработени во нашиот крај. Не би сакал многу да положам, на самиот крај само би сакал да се заблагодарам на сите вас, кои што учествувавте во реализација на овој проект, да ми простите некои ако не ве споменам поименно, на ниво на организација или на ниво на индивидуални и физички лица, воедно да го поздравам бизнис секторот кој што го поддржа овој проект, да се заблагодарам на Хабитат и на сите учесници кои што се стекна со знаење и сите наши сограѓани. Ви посакувам успех во понатамошното ваше работење и ви благодарам воедно на сите.